Во овие први 2 години од мандатот, како општина, покажавме и докажавме дека сме вистински партнер на младите. На самиот почеток од мандатот, заедно со градоначалникот, при креирање на идниот развој на општината, како и на идните капитални инвестиции, главен акцент ставивме на човечкиот капитал, нешто што е најголемо богатство на секоја држава. Знаеме дека како земја во последните десетина години имаме сериозен проблем со масовното иселување на младите од нашата држава и токму поради тоа решивме да ги започнеме работите од микро, од локално ниво да ги подобруваме, се со цел младите да останат тука во нашата општина и во нашата татковина. Токму младите ни се главен мотив при изработка и подобрување на локалната инфраструктура, како и при подобрување на квалитетот на живот на секој жител на нашата општина. Чврсто сме решени младите да ни останат дома во нашата општина, во нашата татковина. Токму поради тоа ги поддржуваме нивните идеи и проекти, вложуваме во нивниот талент за тие да бидат наша гордост. Општината полека но сигурно станува верен партнер на младите. Како еден од проектите преку кои што сакаме да го слушнеме гласот на младите е и локалниот младински совет на општината. Одвоивме 2 милиони денари средства од буџетот на општината за нормално функционирање и за реализација на програмите на локалниот младински совет. Сакаме наместо како досега партиско тело да имаме вистински гласник на младите преку кој што ќе можеме да ги слушнеме реалните потреби на младите. Целта ни е преку локалниот младински совет изворно од младите да примиме информација што е тоа што ќе им го подобри секојдневниот, социјално-друштвениот и економскиот живот. Со прекинување на досегашната пракса на поделеност по партиска, верска, етничка припадност, ги отвараме вратите на општината за сите млади кои што сметаат дека со своите идеи можат да си го подобрат секојдневниот живот. Во делот на младите иноватори ги поттикнуваме, даваме поддршка на младите иноватори и веќе втора година поред како општина ги субвенционираме, односно даваме грантови за најдобрите иновативни идеи. Во 2018 година дадовме 2 гранта од по 100.000 денари, додека гледајќи го ефектот и свесни за тоа дека младите бараат повеќе и свесни за тоа дека младите преку своите идеи се развиваат, решивме во 2019 година да определиме 2 гранта од по 200.000 денари или вкупно 400.000 денари. Чисто за илустрација, ќе ви ги презентирам оваа година. Добитник на грант беа студентите на Природно-математичкиот факултет со проектот Мапирање и означување на дрвенестите и грмушестите видови во паркот на Ботаничката градина, а вториот грант го добија студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна со проектот Иновативен уред за определување на содржината на водата во почвата. Минатата година пак добитник на грант поддршка беше исто така Факултетот за земјоделски науки и храна со проектот Иновативен уред за контрола на наводнувањето и Шумарскиот факултет со проектот Зелена лична карта на дендропаркот со примени на современи геоматски техники. Ви ги презентирав проектите чисто за илустрација да знаете дека веќе дел од овие проекти најдоа своја примена во нашата општина. Преку доделување на овие грантови сакаме да им упатиме јасна порака на младите дека нивната идеја, нивната заложба и нивниот труд ние ги препознаваме и ги вреднуваме. Ќе продолжиме и во наредните години да даваме поддршка на младите иноватори и се надеваме дека еден ден сите ние ќе бидеме горди слушајќи за некој новитет кој што првите чекори ги направил токму тука, токму добивајќи оваа символична помош од нашата и потик од нашата општина. Како што кажав и на почетокот, сме држава која што има проблем со иселување на младите, токму за тоа, како општина ставивме акцент на една од мерките да биде и младинска помош за самовработување. Во соработка со ресурсниот центар и во соработка со детското СОС село го започнавме проектот кој што нуди отпочнување на сопствен бизнис за младите. Идејата на проектот е најдобрите бизнис идеи и најдобрите бизнис планови кои што ќе бидат следени од стручни тимови и од стручни ментори да добијат еден символичен грант од 60.000 денари за да можат својот бизнис да го представат на пазарот на труд. Покрај паричната помош која што добива од општината, од страна на менторите, од страна на стручниот тим, цело време се следи нивната работа, се уште додека е како бизнис идеја и како бизнис план, а подоцна и во првата година од почнувањето на бизнисот, младите добиваат стручна помош.
Кога сме во делот на најмладите, на нашите ученици од основните училишта, сакаме да помогнеме младите да го развиваат својот талент, да продолжат да се надоградуваат, знаејќи дека секогаш до нив ќе имаат искрен партнер. Доделивме 20 стипендии за талентирани ученици и 20 стипендии за талентирани спортисти, по 10 во секоја категорија, во 2018 и во 2019 година. Вкупно се доделени 40 стипендии за талентирани ученици и талентирани спортисти. Резултатите кои што ги бележат нашите млади спортисти, млади научници, млади математичари, млади музичари, млади поети ни даваат се доказ дека нашата поддршка не е залудна. Горди сме на секој нивен успех и се надеваме дека и во иднина ќе бидеме горди кога ќе представуваат нашата општина и нашата држава. Кога сме уште во делот на најмладите, во делот на основците, заедно во соработка со маратон клубот Делта, веќе втора година поред организираме планинска трка Раштак Трейл, преку дружба, спорт и рекреација и секако преку символични награди, кај младите сакаме да го потикнеме здравиот начин на живот. Бројот на учесници од година во година се зголемува, нешто што ни дава за право да го продолжиме во овој проект. Една од целите покрај потикнувањето на здравите навики за живот кај младите, со овој проект сакаме и да ги промовираме природните убавини на нашата Скопска Црна Гора и на нашиот Раштак. Изградена е фитнес зона во парк Шумата Газибаба, во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Во парк Шумата Газибаба изградивме нова фитнес зона која се протега на 200 метри квадратни површина и која што содржи 9 реквизити, кои што исто така се наменети за сите возрасти и се прилагодени, што е најважно, за лицата со хендикеп. Со тоа ги зголемивме содржините со кои што парк Шумата располага. Сакаме да им понудиме на младите алтернатива во својата општина, да имаат средено природно катче во кое што ќе го поминат слободното време. Сите вие што сте млади во салата знаете дека досега младите алтернативата ја барале во рекреативни центри како што се Водно, како што е Матка, а имаме една природна убавина која што само со малку труд и со малку вложување можеме да им понудиме на младите место каде што би го поминувале своето слободно време. Во делот на матурантите организиравме отворен ден на факултетите, заедно со факултетите кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба. Веќе втора година поред организираме отворен ден за матурантите, каде што може да се запознаат со насоките и можностите за студирање. Наместо идните студенти, секој посебно да ги посетува факултетите и да прибира понуди, односно да ги прибира програмите, решивме на едно место, каде што ќе биде наставниот кадар, каде што ќе бидат студентите, да им понудиме, односно да им дадеме опција на младите преку една тет-а-тет средба, преку зимање на промотивен материјал, преку споделување на искуства, да можат да си го определат своето поле на интерес и нешто со кое што би сакале да се занимаваат во иднина. На овој начин ги промовираме и факултетите кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба, да ги презентираат можностите кои што ги нудат. Заедно со ОПСЕ организиравме летен камп оваа година во рамки на проектот на Советот за превенција. Организиравме летен камп на учениците во Охрид. На кампот учествува ученици од сите наши основни училишта, од сите и секако од сите етнички, од различни етнички групи, кои работеа на тема меѓусебно почитување и толеранција. На овој начин децата од рана возраст подобро се запознаваат меѓу себе, соработуваат и ги намалуваат разликите. Само со намалување на разликите, само со надминување на разликите можеме да имаме подобра иднина. И во иднина планираме да го продолжиме овој проект, бидејќи резултатите од истиот се веќе видливи. Според официјалниот билтен на Министерството за внатрешни работи, значително е намален бројот на меѓуетнички конфликти кај младите, нешто што во минатото представуваше сериозен проблем за нас како општина. Идејата преку овој проект и идејата преку овој летен камп ние да им покажеме на дечињата, да им покажеме на младите, да им вродиме на најмалите, дека сите се исти, дека меѓу нив не постојат никакви разлики. Во делот на финансиска поддршка на спортот, во изминатите 2 години како општина сериозно инвестираме во финансиска поддршка на спортски клубови, на спортски здруженија, спортисти поединци, како и здруженија кои што се занимаваат со организација на спортски настани на територија на Газибаба. Јасно покажуваме дека имаме намера од година во година да го зголемуваме делот од буџетот за поддршка на спортот. Целта ни е
да ги оттргнеме младите од пред компјутери, да ги извадиме младите, да си ги вратиме младите во игралиштата, во спортските сали, како и да им ги вродиме на најмладите практикувањето на здрави животни навики. Се надеваме дека со оваа помош во иднина нашата општина ќе може да се пофали со многу репрезентативци во сите категории кои што гордо ќе ја представуваат нашата држава и нашата општина. Покрај финансиската подршка во делот на спортот, секако и инфраструктурно ги поддржуваме спортските клубови и спортските здруженија. Изградени во првите 2 години од мандатот изградивме и реконструиравме вкупно 22 детски игралишта, 11 спортски игралишта, а на 4 игралишта кои што веќе постоева поставивме вештачка трева. Речиси во секое населено место низ општината, како што можете да видите, имаме изградено или реконструирано спортско и детско игралиште. Јас во интерес на времето ќе ви одвојам само неколку, а другите можете да ги видите во брошурите кои што ги имате и на видеобимот. Извршивме целосна реконструкција на детското игралиште на улица Габреш во Автокоманда, каде што ставивме специјална гумирана подлога за безбедно да можат нашите најмили да се забавуваат. Изградено е и целосно ново детско игралиште во Хиподром 2, а реконструирани си детските игралишта во Јурумлери и Дризово, Колонија, Трубарево, Хиподром, Населбаченто и Црешево. Поставивме вештачка трева на 4 нови игралишта и тоа во Смилковци, Трубарево, Населбаченто и во склоп на старото училиште 25 мај. Во населба Автокоманда исто така го реконструиравме и училиштето за баскет и поставивме трибини. Ова се дел од достигнувањата кои што ги имаме направено во делот на млади и во делот на спортот за само 2 години, колку што ни трае мандатот. Ветувам и ви уверувам дека наредните 2 години ќе продолжиме и понатака.